Повеќе од 4 децении ја шири мисијата Цвеќе на мирот со пораката дека на светот му се потребни мир, храна, солидарност и љубов. Неодамна на изложба представи 33 слики на тема Цвеќе на мирот, а утрово со нас веќе, ако не следите од 8 до 9 погледнавте, а сега и официјално ќе го поздравиме нашиот Цветин, ни гостува на еден убав ден пред еден убав празник. Добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Овој празник е навистина, денешниот ден заправо е доста тежок, меѓутоа јас затоа ги распослав моите цветиња на мирот, сакајќи да од овој празник воскресне мирот во светот. Зашто навистина целиот свет се наоѓа во еден хаос, би рекол, во едно исчекување да дојде до тој мир, да престанат сите овие војни и да престани и заканата за употреба на нуклеарното оружје. Оваа порака мислам дека и немаше подобро време да биде пренесена, бидејќи да, светот се наоѓа во едно големо искушение. Преку 40 години творите, и да сакаме да се навраќаме на тие 40 години и да направиме едно такво класично интервју не можеме, бидејќи секогаш се случуваат и нови работи кај вас. Така и ќе почнеме. Кој беше поводот за вашата последна изложба за која што споменав и во најавата? Изложбата беше посветена за Светскиот ден на здравието, зашто здравието е најголемото богатство. Цвеќето беше символ универзален, зашто од цветот се прават сите лекови за да се излечи оној што е болен, а мирот е предуслов за се друго. Што значи дека сите тие три работи беа воедно во овај здравствениот дом Железничар, каде што имав среќајте да се сретнам со директорот, па низ едни разговори решив заедно да направиме нешто што ќе биде корисно за луѓето. Прво, имаше тамо прегледи за холестерол, за шеќер во крвта, потоа притисок и дебелината, како да се смали дебелината. Едноставно, ова беше здравие за душата. Тие мои 33 слики, символично еве и на Христовото постојање на земјата, да речем, беа причина да јас сете заедно со поетите Драгица Пандилова, Павле Стојанов и Лиле Бунтеска, во придружба на Серафина Фантаузо, која изведе неколку музички нумери, и Драган Мијалковски, заедно со сите други пријатели кои дојдоа на тој настан, да го одбележиме она што е најважно за човекот. И мислам дека беше тоа еден прекрасен настан. Јас сум среќен, иако 2 сати беа моите слики изложени на пред домот. Подарив 55 слики за сите вработени здравствени работници и персоналот во болницата. Навистина, во тој здравствен дом има прекрасна хигиена, ред, дисциплина и верувам дека сите пациенти што доаѓаат таму се благодарни. И оставив 5, односно 6 поголеми слики, да има на секој спрат по една, барем моја слика, како да остани тоа и по моето завршување на изложбата тамо, да остани по една слика, Цвеќе на мирот, здравието и љубовта. Спомени Иване на почетокот, ако се навраќаме низ годините, ќе ни треба дополнително време за оваа емисија, меѓутоа повеќе од 300 изложби се зад вас. Цвеќето е вашата единствена и најголема инспирација. Видете, изложбите се резултат на она што човек го создава. Јас не сум, така да речам, голем уметник. Јас сум самоок сликар, благодарение на Коста Хаджи Антоновски од Битола, што водеше битолскиот Монмартар, благодарение на
Ставре Димитров кој ме упати со шпакла да работам и акрилни бои и така создавајќи многу слики, секако дека човек сака да ги изложи, да ги видат и другите, да добие од нив поттик, за да ја продолжува оваа мисија Цвеќе на мирот. И тие 300 изложби навистина ми се драгоцени, најповеќе во Македонија, меѓу најмладите, меѓу децата од градинките, потоа учениците од основните и средните училишта, на факултетите, потоа на разни настани што се случува со промоции на книги и така натаму. И другите изложби кои беа во Шведска 1986 година во Гетеборг, Хелсинбург, Малме, Стокхолм и Скара, потоа во Полска преку пионерскиот дом Карпош во Лубин, каде што јас тамо подарив 40 слики по повод 40 години на УНИЦЕФ и тие слики беа подарени после во Центарот за здравјето на детето во Варшава. Истата година во Бамберг, во Германија, имав изложба преку Црвениот крст на Македонија, каде подарив 40 слики кои беа истата вечер откупени и средствата беа подарени на Црвениот крст на Германија за нега на стари лица. Исто така изложби имав во Италија, Санаремо, 1995 година, каде што бев и како прв претседател на Црвениот крст со една моја излагање на конференцијата за меѓународно право. Имав изложба Цвеќе, мир, хуманост. Изложбата во Њујорк 90 година, 45 години на Обединетите нации, 45 цветења на мирот. Изложбата ми отвори Дарко Шиловиќ, тогашниот амбасадор, а истовремено беше и промовиран еден филм на Булаич. Потоа да спомнам една изложба на Универзијадата во Загреб 1987 година, каде подарив 30 слики за најуспешните спортисти. Тамо подарив и една слика за 5 милиардитиот жител што се роди во Хрватска таа година. Би било добро да ја спомнам и изложбата на самитот на неврзаните во Белград, каде што имав изложено 9 цвеќиња на мирот за 9-тиот самит на неврзаните земји во Сава центар и 101 слика подарив за сите неврзани земји и плюс една за генералниот секретар на Обединетите нации Перес де Кујар, кој беше присутен на таа изложба. Овде би сакал да истакнам една мисла на Кенет Каунта, кој дојде со делегацијата да ја погледа оваа слика и тој вели дека борбата за мир не е едноставна. Во неа треба да учествуваме сите ние, и ние политичарите, но и вие уметниците на свој начин. Борбата за мир е движечка сила, поттик, љубов. Да споменам изложбите што беа посветени по повод декадата на културата на мирот на УНЕСКО 2000 до 2010, каде што имав доста изложби во Србија, од Зрењанин, преку Јаболка кај Панчево, Белград, Крушеваc, Ќиќеваc, Варварин, Трстеник, Брус, Александровац, организирани преку Македонско-српското здружение Шар планина, и тука навистина имав така еден карван Цвеќе на мирот низ Србија. Во Хрватска минатата година имав изложба во Задар, која верувам ќе продолжи во Сплит, во Пула, во Загреб и другите градови, за да таа порака за мир се шири и меѓу балканските земји, а исто така и пошироко. Имав и други изложби низ Турција, низ поранешните ју републики до Рим, по патиштата на Мајка Тереза, каде подарив 2009 година 99 мои слики, во кои во средината се наоѓаше писмото на Мајка Тереза што го добив 1984 година и околу цветиња на мирот, околу тоа писмо. Исто така да споменам дека таа година на Венецијанското биенале мои 10 слики заедно со писмото беа изложени на биеналето.
Имаше и многу други изложби што ги имам низ Бугарија, потоа во Турција, во Албанија, во Романија, Канада, преку друштвото Гоце Делчев, кое гостуваше 1986 година, во Торонто, во Бафало, во Невада, Сиракјус и други градови. Така да, моиве цветиња на мирот навистина патуваат низ целиот свет, особено преку поетите на Стручките вечери на поезијата, каде јас еве годинава одбележувам 40 години со моето присуство, им подарувам слики на поетите и добивам песни со посвета. Првата песна како иницијална ми е од Блаже Конески, песната Ружа, и навистина ако не беше таа песна, јас како агроном зашто би одел на Стручки вечери. И токму еве годинава тоа го одбележувам и за Стручките вечери, каде имам добиено околу 700 факсимили со посвета за мене на сите можни јазици. Родени во 40-тите години. 44-та. 86-та година официјално можеме да кажеме, ако годинава одбележувате 40 години од оваа ваша дејност, но сакам да ве навратам уште малку во детството, во родното Брезово, и кога почнувате да ја пројавувате љубовта кон ова што денес го создавате и од каде Цветин? Видете, љубовта веројатно произлегува од тоа што моето село Брезово е планинско и доста има ливади, шуми. И така растевте по тие ливади. И така јас пасеќија својата маска што имавме, секогаш ги посматрав цветињата и го чувствував нивниот мирис и навистина веројатно и мајка ми Цветанка тоа ми го всадила во моето срце, во мојата душа. И носевте ли цвеќиња во тој период на вашата мајка? Молам? Цвеќиња и носевте ли на вашата мајка во тој период? Носевте ли дома цвеќиња? Да, како не. Дали собиравте? Тоа беше за Ѓурѓовден, за така. Празниците, кога одевме по ливадите, собиравме цветиња и нормално дека. Меѓутоа, пресудно беше кога учев во Демир Хисар, таму учев од 5 до 8 оделение и живеев во интернат. Имав среќа да го сретнам Коста Хаджи Антоновски, кој ми даде за празникот 29 ноември да го нацртам грбот на Југославија. И јас тој грб го нацртав, речи си, за 2 минути како што ги сликам овие мои цветиња. Кога добив силен аплауз од публиката, јас веќе бев насочен да учам уметничко училиште. Меѓутоа, поради материјални причини не можев да дојдам тука. Иако татко ми ме убедуваше да одам во Битола кај неговата сестра да живеам, а да учам нешто друго. Меѓутоа, тој ме убедуваше и јас на крајот реков не одам на школу 1 година за уметноста, не отидов на училиште. Протест. Да, протест. После отидов, се запишав следната година на земјоделско училиште, го завршив средното земјоделско, па вишата земјоделска и во Белград дипломирав на земјоделскиот факултет и станав агроном, каде што еве 37,5 години работев и во струката. И како новинар, и како директор на републички институции, советник на министерот за земјоделство, директор на јавно предпријатие Агроберза и одговорен уредник на списанието Современо земјоделство. Поврзано? Да. Цвеќе, агрономија има поврзаност дефинитивно, да. Се ближиме кон крајот на разговорот. Утрово не изненадивте и со еден убав подарок и за претходниот наш гостин. Што е она што како символика денеска во емисијава го пренесуваме со ова што ни го искреиравте со цртежите што ги создававме утрово? А денеска, еве, како што гледате, оваа слика е Феникс. Би сакал
еве Феникс да биде мирот. Да. А овај денешен празник го символизира овај круг, ова јајце, во кое јас ги сликам цветињата на мирот и посакувам навистина да има мир на сите континенти, за сите луѓе и за поубав и посреќен живот на младите генерации. Јас секогаш викам дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, само ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат слободата и мирот. И токму еве овие цветови овде што јас ги создавав, ќе бидат за вас, за оние што се зад камерите, за водителката на вестите, на режисерот и на сите оние што денеска беа ангажирани. Јас верувам дека ќе има за сите по една ваква слика, цвеќе на мирот, во великденско јајце според мене. Да, ние посакуваме и во иднина да ни продолжите со оваа ваша убава мисија, со овие ваши убави цвеќиња, затоа што се разбира ова ве одржува во живот и ќе продолжува на ова убава традиција која што ете зборувавме и со нашиот претходен гостин, убав празник. Ви благодариме што бевте дел од Македонија наутро. Ване? Сега ќе ве пуштиме дома да празнувате. Имате ли некои со блиските луѓе обичаи конкретно за Великден, пошто се издвојувате? Па видете, конкретни обичаи се тоа овај денови веќе бидеме заедно семејството. Тоа е најважно. Ќе се сретниме и со пријателите, па нели ќе се обидеме да видиме кое од вапсаните црвени јајца е по-јако, најјако година најјакото, бираме, да. И да му посакаме нему да има што повеќе успеси во животот, а и секако на сите ваши гледачи да им посакам да бидат среќни, да бидат задоволни и да од нас не дојде како она што го снајде Христоса за 30 сребреници да го предаде некого, него да биде навистина, да бидеме коректни кон сите луѓе, да бидеме сплотени, да имаме разбирање, да имаме слога. Тоа е најважното за еден човек и за сите нас заедно. Благодариме уште еднаш, убава порака ќе го завршиме овој разговор. Благодариме уште еднаш.